Нашите рурални жени не дека по закон немаат право на наследство, но дали поседуваат имот? Во најголем дел не. За да може да бидете денеска предприемач или некој кој што се занимава со земјоделие и кој што или развива услуга на локално ниво како приватен сектор, мора да инвестира со одредена хипотека. За да може да имате хипотека, треба нешто да поседувате. Нашите жени таа можност ја немаат. Токму затоа со Светска банка, како министерство и со Министерството за правда, работиме на конкретни планови за измена на закони кои што ќе гарантираат, како и во другите земји, ќе гарантираат право на заведување во Централниот регистар и во катастарот и мажот и жената со имотот кој што го стекнале во текот на бракот, за да не мора да доаѓа до развод или до понатамошни постапки за да се докажува правото на имот кој што и онака по закон припаѓа, но никаде не е евидентирано. Жените во Македонија се уште немаат пристап до вода, се уште немаат пристап до канализација. И тоа е работа на локалната самоуправа, но и ние како влада работиме, премиерот е посебно посветен на тоа да што повеќе проекти се направат и што повеќе села добијат пристап до основните ресурси за да може да се развиваат и да бидат соодветни места за живење. Но да не заборавиме дека руралните средини беа заборавени во делот на социјална заштита и во делот на детска заштита. Тие немаат пристап до услуги за грижа за стари лица, немаат дневни центри за лица со попреченост и немаат детски градинки. Но ние како влада не само зборуваме, туку и действуваме. Ќе видите дека повеќе од 70% од градинките кои што ги отворивме како влада во изминатата година и пол се во рурални средини, за да може да обезбедиме еднаков пристап и за децата од градска средина, но и за децата од рурална средина. Посебно за девојчињата од рурална средина, затоа што ако порано почнеме со образование, ако почнеме со образование предучилишно, ќе добиеме подобар старт во основно, подобар старт во средно училиште и понатаму подобар потенцијал за развој на нашата држава. Затоа што граѓаните се единствениот основен потенцијал за да може да се искористат и природни ресурси и се останато. Македонија мора да има човечки потенцијал кој што го нема во изобилие, што значи дека оној кој што си го имаме малце треба да си го негуваме. А половина ни е во рурална средина. И ние сме заборавиле многу години наназад дека тоа треба да биде навистина нашиот фокус. Мене ми е многу драго што и министерот за земјоделие со нас, кој што исто така е свесен за оваа потреба. Тој си има поддршка на родовото прашање, работи на истото тоа и мислам дека заеднички ќе успееме да направиме големи промени кои што ќе значат подобрување на квалитетот на сите граѓани, но посебно со фокус на жените од руралните средини и да си се пофалиме дека тоа сме го направиле од една страна, но од друга страна мислам дека ефектот за идните генерации ќе биде многу добар. Реформата за социјална заштита е токму во оваа насока и оваа година и денот се одбележува со тоа дека пристап до социјални сервиси за жените во рурални средини. Реформата ќе значи дека прво секоја средина локална ќе треба да развива и ќе има можност да развива социјални услуги. Зошто? Затоа што за да може жената да излезе на пазар на труд, за да стане предприемач, а има потенцијал во руралната жена за тоа, таа треба да има и кој да се грижи за старите лица, и кој да се грижи за лицата со попреченост, и кој да се грижи за децата. Без развој на овие услуги, многу малку жени на пазар на труд ќе може да видиме. Да не зборувам за тоа колку жени има развиени бизниси во 2017 година, повеќе од 500 преку оперативните мерки за вработување и мислам дека со UNDP таа програма целосно ја буткаме да што повеќе жени видиме како основачи на бизниси со можност да и тие понатаму вработуваат дополнителни луѓе. Ви благодарам многу и посакувам среќен и успешен ден.